Добар ден на сите. Добар ден. Добар ден. Како сте, дечки? Добри. Ајде да ви споделам да не се полите во празно. Еве вака. Дали го гледате тоа што треба да го работиме? Во ред. Како си поминавте за празниците? Се одморивте? Добар ден. Да. Добар ден. Значи, знаете како и секогаш, кој ќе кажете, сакате да кажете нешто, го приклучувате микрофонот. Сега јас заради евиденција сите ве правам како присутни. Да прашам некој од моите ученици од петката, дали ги видоја евидентните листови што му беа оставени? Да. Јас не ставних. Молам? Јас не можев да ги... Кој си ти? Не те познав по гласот. Сара, мора да можеш да ги видиш, затоа што наместени се преку телефон пробуваш? Да. Па затоа најверојатно ќе ти кажам ајде после преку телефон како да се обидеш, затоа што јас ќе пробам да се логирам преку телефон како ученик. Ама мора да можеш да појдеш кога ќе се логираш на телефон на Office 365, појди во клас ноутбук. Значи, молам? Ќе има денес Кахут? Кахут не дошо, утре ќе има. Ако не утре, други ден сигурно, затоа што веќе имаме материјал. Вечер ќе имате квиз. Само направен во форум, са Кахут ќе имате други ден. Значи, ако ја имате апликацијата Teams на мобилен, многу лесно можете да ги видите оценките. Преку Teams апликацијата на мобилен. Јас не ставне, че јас имав и клас ноутбук и Teams и кога отворив на клас ноутбук ништо не може. Вака, не ти треба да симнуваш. Ако ќе појдеш во Teams, одиш во твојот тим, значи во 605 оделение, така е напишан. Кога ќе го отвориш, горе десно ќе добиеш во тие табовите клас ноутбук. И тука се испишани твоето име. Значи јас ги гледам на сите. Тука ќе биде твоето име напишано и пишува еден фолдер евидентен лист. Стои. И во тој евидентен лист напишан е во PDF, да може да си го симниш, ама е прикачени текстуално целиот евидентен лист. Добро. Обиди се, ако не може, ќе бараме друг начин. Добро. Фала ви. Ништо. Еве да почекам уште една минута. Повели? И квизовите се дел како до оценката? Да, дошо се е дел од оценката. Значи, квизовите што се наместени може да ги решавате. Веќе ќе имате квиз за ова што го имаме од геометрија. Сега, денес ќе имаме многу битно, додека не сне почнати, еве вака, слушнете што ќе ви треба. Ќе ви треба да имате пред вас прибор за цртање, значи агломер и молив и хартија кај што ќе цртате. Пожелно е да цртате, за да видите тоа што ќе го правиме, но ако не сте во состојба да цртате, тогаш пожелно е да можете да го прегледате видеово, кој ќе биде вечер на YouTube, во која што ќе биде објаснети постапките, како што гледате од сликата што ви е поделена. Денес имаме цртање на триаголници. И тоа цртање на триаголници, не конструкција на триаголник, туку ќе се обидиме да направиме прецизно цртање. Конструкција ќе учиме в година. Денес ќе имаме прецизно цртање на триаголник. Тоа ни е насловот за денес. Денес ќе се обидиме да нацртаме прецизно триаголник. Минатиот час учевме како се означува, кои се негови елементи, како да го познаваме дали е рамнокрак, разностран и така натаму.
Ево уште една минута, таман ќе почекаме. Ве правам сите посетители, за да можам да ви евидентирам, затоа што никој не каже, Наставниче, повели, денеска ќе има кахут. денес не. Вечер ќе имате квиз, што треба да го решите. И тој треба да го решавате, знаете, цела недела, до крајот до понеделник вечер. Ќе биде поставен и може да го решавате кога сакате. Добро. Еве сега сме сите готови. А може да почнеме во интерес на времето, кој што е дојден, добре дојден, ќе го Рече? Молам. За 603 евидентните ли са поставените? Не знам душо, за 603, тоа е од класната. Не знам како планира класната. Ако класната ми ги дај мене, например, ја можам да ти го поставам твојот тук. Разбираш? Јас ги поставив само за моето оделение, затоа што во нив сум класен раководител, ама ако сакаше некој од колегите, може и јас да го поставам тук. Оти на никој не е групно дадено, туку сето е поединечно. Значи, евидентниот од Ана не може да го гледа евидентниот од Сара. И обратно, освен ако не си го споделат. Теодора, а мене класната ми рече дека или денеска или утре. Добро, не е битно, дечки. Добро. Тука е, нема да загинат тие. Ајде вака се. Ќе можеме да почнеме, така? Официјално добар ден на сите. Еве сега после празниците се одморивме. Сега е 16 часот и 2 минути да почнеме со денешниот час. За денес имаме планирано цртање на триаголници и тоа прецизно цртање на триаголници. Како што можете да видите на текстот што ви е споделен, значи уште еднаш ве потсетувам, ако случајно се направи прекин на било што со текот на времето или настане некаков проблем, слободно кажете веднаш за да јас интервенирам да можеме да го страниме тоа доколку може. Значи сега се сите поставени како посетители. Можете да побарате збор, можем јас да ве пуштам да прикажете нешто, но денес нема да има потреба за тоа. Ќе дискутираме само неколку работи, пред се јас ќе зборувам, а вие ќе се обидувате да цртате. Значи денес имаме цртање на триаголници. Минатиот час зборувавме што е тоа триаголник, кои се неговите елементи. Денес ќе видите дека за да нацртаме триаголник, не треба да ги знаеме сите три темиња, сите три страни или сите три агли. Доволно е да знаеме само три негови елементи. Е сега, во зависност од тоа што ни е познато во триаголникот, ние можеме да ги групираме начините на цртање на триаголници во три големи групи. Првата група е овдека е прикажана, сега ќе ви ја покажам и јас. Значи, првата група е всушност групата која се вика ССС. Значи да го нацртате триаголникот доколку ги знаете трите негови страни. Втората група е ако ги знаете должините на двете страни и големината на аголот што го зафаќаат тие страни, тоа е така наречена група страна агол страна, во која што знаете две страни и аголот што страните го затвораат. И последната група, голема група на триаголници за кои што ќе се обидуваме да ги научиме, се два агли и страната на која што тие лежат. Значи тоа е група агол, страна, агол. Значи, за секоја од овие групи денес се обидиме да нацртаме прецизно триаголник. Еве што ви треба за денес. Ви треба да имате линија, шестар, агломер и по можност оштар молив. Колку е можно пооштар моливот, исто како што ви кажував на училиште, кога ќе цртате цртежи, толку е подобро, затоа што ако моливот ви е, например, истапен или отапен, тогаш дебелината на линијата што ќе цртате ќе биде многу поголема. Значи сега да почнеме со ред.
Прва задача, што ќе цртаме денес, еве вака, е следниот пример. Значи, ќе нацртаме триаголник, значи може да си ја запишите оваа задача, триаголник во кој што ги знаеме должините на сите три негови страни. Значи, материјалот што ќе ви го дадам, ќе ви го споделам, ќе го поставиме во Teams, комплетно ги има чекорите еве како што гледате на конструкцијата. А сега, овие ќе си ги гледате, а јас сега ќе се обидам да го конструирам тоа, да го нацртам, значи не да го конструирам, да го нацртам заедно со вас. Значи, задачата што е, прикажам, прецизно цртање, значи не конструкција, прецизно цртање на триаголници. Вака се. Ова што го гледате сега ќе го прекинам, споделувањето, и ќе ви го отворам делот каде што ќе цртаме. Значи, овој делот ви е познат од минатиот час. Значи сега, да се потсетиме, дека треба да цртаме триаголник, вака ќе напишам, А, Б, С, за кој што знаеме дека страната АБ или мало С е еднаква на 5 см. Потоа, страната БЦ е еднаква на 6 см. Страната БЦ нели е А мала, од ја нема буквата А од минатиот час, и страната АЦ, односно тоа е Б, еднаква на 4,5 см. Забележувате дека ни се дадени трите страни и затоа оваа конструкција се вика конструкција С или цртеж, не конструкција, туку цртеж. Секогаш, кога ќе треба да цртате триаголници, буквално секогаш, без исклучок, вие пожелно е на почетокот да нацртате една скица за тоа како ќе изгледа триаголник. Значи, нека ја нацртаме сега скицата. Еве со слободна рака. Во која што забележувате дека отсечката BC е најголема. Од прилика најголема, мола? Кипното А, Б пишеме? Да, А, Б е отсечката С или 5 см. BC отсечката, значи со темиња е 6. Значи, најдолга е, например, еве оваа. А, Б, С. BC е страната нели А, тоа е 6 см. АЦ е Б страната и е 4,5 и С е АБ е 5 см. Значи, како ќе го нацртаме прецизно овој триаголник? Од минатиот час знаеме дека е исполнет условот, односно може да се нацрта, дека секоја страна, е например страната А, е поголема од збирот, е поголема од разликата, значи С минус Б, а е помала од збирот на страните. Ова важи за било кој од трите страни. Значи може да се нацрта триаголникот. Сега како ќе го цртаме? Ја избираме по правило најдолгата страна, ама не мора така. Значи, најдолгата страна е страната БЦ и таа е долга 6 см. Значи сега, го земаме триаголникот и ја цртаме, да го приклучам новиот ученик. Значи, ја цртате отсечката вака. Ја цртаме отсечката BC, што е долга 6 см. Значи, еве почнуваме од тука. Значи, цртаме отсечка долга 6 см. Дали јасно? Значи, отсечката ја означуваме BC. Значи, почетна точка Б, крајна точка С. Сега знаеме дека треба да ја добиеме уште точката А. Точката А знаеме дека е далеку 4,5 см од точката С, и дека е 5 см далеку од точката Б. За таа цел пожелно е секогаш да ги имате нацртано должините на отсечките што ви се дадени. Во случајот отсечката од 4,5 см, значи тоа е отсечката 4,5
Еве ја тука. И другата отсечка беше точно 5 Странички, см. јас ништо не гледам. Само ти или некој друг? Дали сите гледате или? Јас гледам. Значи нешто е проблем кај тебе душ. Значи ги цртаме двете отсечки. Значи едната отсечка, првата отсечка, знаеме дека беше, еве ќе сменаме бојата, беше 4,5 cm, а втората отсечка беше 5 cm. А првата што ја нацртавме е најдолгата, беше 6 cm. Како рековме? Точката А е далеку од С 4,5 cm. Значи, за таа цел, го земам шестарот и помош на шестарот треба да го забодиме во точката С и да измериме 4,5 cm. За таа цел, значи, го отвораме шестарот колку што ни е отсечката 4,5. Значи, потоа го пренесуваме, бидејќи гледате од скицата. Точката А е далеку 4,5 cm од С. Значи, забодуваме во С и правиме кружен лак. Колку што ни е отсечката 4,5 cm. Потоа, бидејќи знаеме дека точката А, се ќе ја скријам, точката А ќе се наоѓа некаде на овој кружен лак, ама таа треба да е далеку 5 cm од точката Б. Значи сега го земаме шестарот, ја мериме отсечката што ни е 5 cm, еве вака, го заклучуваме шестарот, сега ќе смениме и бојата. И сега, од точката Б, знаеме дека точката А е 5 cm далеку од точката Б. Значи сега, ќе направиме кружен лак, 5 cm, и на тој начин, од двата кружни лаци, добиваме точката А. Чи триаголникот е А, Б, С, на тој начин што само ќе ги поврзиме добиените точки. Значи, на тој начин, отсечката АБ е 5 cm, а додека отсечката АЦ е 4,5 cm. На тој начин го нацртавме точно триаголникот. Сега, ќе ве прашам вас, од минатиот час, овој триаголник каков е? Испоред агли, испоред страни? Ајде, кој сака да каже? Разностран. Добро, тој која поделба? Значи, се работи разностран, затоа што сите страни се различни по должина а според агли остроаголен. Сега, малку, кој агол мислиш дека е најголем? Најголем? Да. БАЦ. Значи, аголот БАЦ е најголем. Зошто е тој најголем? Зошто мислиш? Зошто мислиш дека тој е најголем? Се наоѓа спроти најдолгата страна. Сега, да провериме, да не случајно тој агол е тап. Го земиме агломерот и ќе го наместиме во темето А. Ќе го свртиме агломерот, вака, тука е темето Б, вака, прецизно, и ќе го зголемиме да видиме, мора да намалиме сошто. Аголот колку степени? Дали гледаш? 80. 80 степени.
Значи, сигурно овој триаголник е остроаголен, бидејќи неголемиот агол е 80, другите мора да бидат помали од него. Дали ве е јасно како се црта триаголник ако се зададени три негови страни? Да. Одлично. Сега да обезбедиме слика од ова што го правевме. Да можеме да ви ја поставам во вашиот документ. Сега, бидејќи три треба да направиме вакви, предлагам први да ги направиме сите или пак сега да решиме една задача слична на оваја, па да одиме понатаму. Како сметате ви? Дали сакате уште еден ваков триаголник да нацртаме? А потоа да одиме друг? Може. Може? Ајде, друг цртаме. Значи вака сега. Еве, вие што сте на телефони. Еве овдека имам прикажано, ќе го намалам малку сега. Уствари вие не го гледате, 2 секунди само. Јас прекинам споделувањето и ќе ви го прикажам. Еве го, екранот во кој што се триаголниците, што ќе треба да ги се обидите да ги решите. Значи, еве ги триаголниците, кои што направете скриншот, ќе треба да се обидите да ги нацртате. Од овие 4, еден треба да нацртате прецизно кој сакате. Било кој од овие 4, а јас ќе цртам друг сега. Вие изберете, не, направете скриншот од ова или запишете ги должините, за дома ќе ви биде тоа. Треба да нацртате еден од овие триаголници. Изберете кој сакате. Од овие 4, а јас ќе изберам подолу имам уште задачи, една друга задача. Ќе направите скриншот било како. Значи, дали сте готови? Одам јас понатаму. Вака. Можете да ги видите и овие наредните. Јас ќе изберам, например, триаголникот. Еве, последниот под Г. И тој ќе го цртаме. Триаголникот PQR, во кој што страната PQ е 6 cm, страната QR е 4,5 cm и страната PR 7,5 cm. Значи, сега во овој триаголник треба да ги измериме и сите агли. И дадени ни се сите три. Ајде гледајте го вака. Г, задачата под Г. Еве сега ќе ја селектирам, за да ја видите подобро. Значи, задачата Г ќе ја решавам сега. Ова е задача. Што мислите? Кој агол ќе е најголем? Значи, за да одговорите на вакво... внимавајте, за да одговорите на вакво прашање, не можете одма да почнете. Нацртајте се го триаголникот. Видете, PQ, уствари PR е најголема страна. Значи, еве е најголемата страна. PR. Другата страна мора да биде, другото теме мора да биде Q. Значи, PR е 7,5, потоа другата страна е 6 cm, а третата страна е 4,5 cm. Тогаш, одма се гледа, кој агол во кој теме е најголемиот? Аголот во темето Q. Во темето Q е најголем. Сега да видиме каков ќе биде триаголникот. Ова е слично на претходното, па да се обидиме да го нацртаме, па ќе видиме. Значи, сега ќе го прекинам ово споделување. Го споделам прозорецот кај што цртавме, претходно задачата. Дали гледате сега? Да. Добро, еве го бришам екранот и сега почнуваме со цртањето. Значи, треба да нацртаме триаголник, значи секогаш задолжително на почетокот си правите, тоа се вика
скица. Односно, цртеж со слободна рака, во која што треба да ги представите дадените елементи. Значи, треба да нацртаме триаголник PQR. Значи, повторувам, ова го цртате со слободна рака. Значи, P, Q, R. При тоа знаеме дека отсечката PR беше недолгата. Значи, кај мене е сгрешено. Тоа значи дека вратиме назад, поинаку ќе ги означиме. Да ги запишеме први дадените страни, па ќе видиме. Значи, страната PQ беше 6 cm. Потоа страната QR на триаголникот е 4,5 cm и PR е 7,5 cm. Гледате дека најдолга страна е PR. Тоа значи на цртежот најдолга е долната. Ова мора да биде PR. Наредно е PQ, која што е 6, значи PQ горе ќе е 6, ова е 7,5 и другата е 4,5 cm. Забележувате дека цртежот кај мене не одговара. Сега ќе се прекинем 2 секунди да го пуштам лаптопот да се полни. Ете така, почнуваме сега. Забележете дека кај мене на цртежот отсечката QR е поголема од PQ, а всушност требаше да е помала. Но, рековме, ова е скица. Во не се треба да бидат внесени сите дадени елементи. Исто како што ви реков претходно. Сега ќе се обидиме да ги нацртаме сите отсечки. Први на отсечката PQ, која што е 6 cm. Значи, од 0 до 6. Потоа, отсечката QR, еве ќе ја сменам боичката, таа треба да биде долга 4,5 cm и последната 7,5, таман имаме место, еве ќе смениме бојата, таа ќе е 7,5 cm. Сега, по правило на цртање. Значи, почнувате од најдолгата страна. Значи, најдолга страна е PR 7,5. Значи, ја цртаме 7,5 cm најдолгата страна. Малку повеќе заменав, но не е страшно. Значи, ќе означиме таа отсечката PR. Потоа, треба да ја добиеме точката Q. За не знаеме дека е далеку 6 cm од P, значи треба да направиме, да го отвориме шестерот долг 6. Значи тоа е PQ. Значи го земаме шестерот. Значи тоа е со црна боја. Значи, го земаме шестерот и ја мериме, дека нема ни да се гледа. Се видам некако вака, ако е можно. Еве го. Ќе ни биде терсене многу. Ама ќе се видиме. Еве вака. Еве го шестерот. Го измеривме 6 cm. Го пренесуваме во точката P, која што, како што реков, ја знаеме, че точката Q е далеку 6 cm. Па сега правиме само кружен лак. Значи на оваа кружна линија, на овој кружен лак ќе се наоѓа точката Q. Каде ќе биде? Таа ќе биде далеку 4,5 cm од R. Значи сега повторно го земаме шестерот, ама сега со црвена боја. Значи, ја мерим отсечката што е 4,5
и ја пренесуваме од точката Р. Значи сега ќе го завртиме шестерот и добивме пресечна точка на овие два кружни лаци. Во таа пресечна точка е точката Q, односно темето на триаголникот. И престанува само да ги поврзиме точките и да го добиеме триаголникот. Рековме, сега да ги означиме. Едната страна беше 7,5, другата страна беше 6, третата беше 4,5. Бидејќи сите страни се различни, триаголникот е разностран. Сега најголем агол е во Q. Да видиме колку е голем. Да го наместиме малку, да го зголемиме агломерот, да провериме дали добро ни е наместен. Одлично. Аголот, бидејќи почнуваме 0, треба да ја видите многу малку. Еве вака да видиме поточно да биде. Аголот е повеќе или помалку од 90 степени? Што мислите? Повеќе од 90. Значи многу мала работа, повеќе од 90. И тоа колку е, се обидувам да го намалам и да видиме, тоа е 92 или евентуално 3. 93 степени. Тоа значи дека овој агол горе ќе го пишеме 93 степени. Бидејќи овој агол е 93 е најголем. Тогаш каков е триаголникот PQR според аглите? Тапоаголен. Точно. Че се работи за тапоаголен триаголник. Другите два агли се помали и мора да бидат остри. Ајде да ве прашам, да видам дали памтите од минатиот час. Колку треба да биде збирот на аглите P и R? Значи збирот на останатите два агли. Значи аголот кај P плюс аголот во темето Р. Колку треба да биде збирот на овие два агли? 87. Колку? Зошто 80? 87. Зошто 87? Оти секој триаголник има 180. Така, оти ако 87 го собериш со овој што го најдовме 93, ќе добиеме 180 степени колку што е во секој триаголник. Право. Дали е јасно? Дали ви е јасно како се конструираат, како се цртаат прецизно триаголници на кои што ви се ги знаете трите страни? Сега, бидејќи тоа го знаете, одиме сега да се обидиме Да. да нацртаме друг триаголник. Сега ќе се вратиме назад, ќе ви го прекинам споделувањето што го гледате, за да се вратиме да решиме друг триаголник. Еве сега го гледате цртежот. Значи сега, ова беше конструкција со три познати страни. Сега наредно имаме конструкција, таа позната САС, со две страни и агол меѓу нив. Значи ќе ја цртаме првата задача. Значи триаголник во кој што се дадени страната АБ, страната АЦ и аголот БАЦ. Страната АБ е 7 cm, страната АЦ 6 cm и аголот БАЦ е 53 степени. Значи, повторувам уште еднаш. Ќе го добиете начинот, ова што се гледа што го гледате сега, ќе го имате секој од вас. Исто така, ќе го имате видеото вече што ќе биде напуштено, на кој што може да видите како точно го цртавме ова. Ако сакате да го направите. Значи, сега го прекинувам ова споделување и ќе ви го споделам екранот кај што ќе цртаме. Еве го екранот кај што ќе го цртаме триаголник. Значи го бришам предходното нацртано и се годиме понатаму. Значи како што спомнав предходниот пат. Секогаш почнуваме со цртање на скица. Односно запишуваме што е дадено. Треба да нацртаме триаголник АБЦ во кој што знаеме. АБ страната дека е долга
7 cm. Потоа знаеме дека страната АЦ на тој триаголник е 6 cm и знаеме дека аголот БАЦ е 53 степени. Ова е 53, што не се пишува како што треба, 53 степени. Сега, за да можеме да го нацртаме правилно, внимајте, аголот БАЦ, значи аголот во темето А е 53 степени. Значи, ако го нацртаме триаголникот, еве вака, значи А, Б, С. Аголот БАЦ е овој агол овдека и овој агол е 53 степени. Знаеме дека отсечката АЦ е 6 cm, а отсечката АБ е 7 cm. Сега, оваа конструкција е конструкцијата позната по името страна, страна, агол. Значи, страна, агол, страна. Зборувам конструкција, но ние зборуваме в година за конструкции, сега имаме прецизни цртежи. Зошто се вика страна, агол, страна? Значи, дадени ви се две страни и аголот што тие го прават. Оти АБ и АЦ се краци на агол. Во оваа конструкција, мислам, во овој прецизен цртеж, секогаш започнувате од темето на аголот. На тој начин што прво ја цртате било АБ, било АЦ. Ама по правило, како претходно, видовме дека треба да цртаме поголемата. Но сега да се обидиме да ги нацртаме првин отсечките. Првин ќе цртаме отсечката што е долга 7 cm. Нацртам подолу, имавме проблем со агломерот. Еве отсечката долга 7 cm. Потоа ќе цртаме отсечката со друга боја. Тоа е 6 cm. И на крајот треба да го нацртаме аголот, што е 53 степени. Ќе нацртаме било каква полуправа. Потоа ќе го нацртаме аголот. Значи ќе го зголемиме агломерот. Еве вака. И ќе цртаме аголот 53 степени. Значи 53 е 1, 2, значи почнуваме да множиме да броиме со внатрешната скала. 53, еве овдека е 53. Ќе го скриеме агломерот, ќе го извадиме триаголникот. Сега ќе се обидиме да го ротираме. Малку е незгодно сега. Да го нацртаме. Еве го, прилика. Аголот од 53 степени. Опа, го избришав. Грешка. Значи, аголот од 53 степени е тој. Значи, страната 7 cm, 6 cm и аголот од 53 степени. Како почнуваме да цртаме? Рековме, почнуваме од точката А. Ја цртаме најдолгата страна. Значи, ве молам, исклучете го микрофонот. Значи, сега цртаме одсечка долга, вака, и сменамо знаките доздава. Одсечка долга 7 cm. Значи, ако почнеме од 7, значи грешно. Значи, ако почнеме од 10, 7, значи треба да цртам до 3. Еве, 7 cm. Тоа е отсечката А, Б. Сега во точката А треба да го нацртам аголот што е 53 степени. Па го вадам агломерот, го забодувам во точката А и цртам 53 степени.
Значи 53 е тука. А ако го нацртаме, со помош на триаголникот, еве го, малку, добро е. Го нацртаме. Аголот од 53, молам, сака некој да праша нешто? Значи аголот од 53 степени, сега, точката С, темето С на триаголникот, ќе лежи на отсечката А, што ја нацртавме, ама ќе биде далеку 6 см. Па затоа го земаме шестарот. Тој шестар го отвораме 6 см. Значи 6 см точно. Го цртаме од точката А. И на тој начин во пресекот ја добиваме точката С. Оваа точка е С. За да го добиеме триаголникот, само треба да го поврзиме С со Б. Сега во задачата ја запишеме страната 6 см имаме тука. Овдека 7 см и да измериме колку ни е третата страна. Значи сега треба да ја завртиме. Ова е најтешкиот дел. Да го направиме. Ама ќе се обидиме да го направиме. Еве ќе почнеме од 9 да мериме. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 55, 56, 57 мм. Значи 5,7 см. Значи овој триаголник каков е? По страните. Според страните, каков е овој триаголник? Разностран триаголник. Одлично. Одлично. Сега, во задачата ни се бараше... Молам? Го исклучив јас. Јас го исклучив сега. Може и не можел. Значи, овој триаголник е разностран. Сега требаше да ги измериме јаглите. Го вадиме триагломерот, ќе го намалиме малку. Го местиме во темето С. Го местиме да биде точно на 0. Бејќи броиме од А, ја користиме внатрешната скала и ова е 71, така е 72 степени. Значи аголот е 72 степени горе. Сега, дали треба да го мериме аголот во темето Б? Кој ќе ми каже колку е аголот во темето Б? Како ќе го најдеме овој агол? Мериме 53 степени и 72. Ги собираме. Колку е 53 и 72? Така, 125 степени. Штега што? Збирот на двата е 125. Колку е бе? Сега 180. Така. Од 180 одземаме 125 и ќе добиеме колку? Така, видете и точно така, бидејќи аголот 53 е спроти помала страна, а аголот Б е спроти поголема страна. Значи 6 е поголемо од 5,7 за многу малку. Значи аголот Б треба да е 55 степени. Ајде да провериме дали добро сме цртали. Го спуштиме агломерот долу. Ќе го наместиме вака. И сега да провериме. Ја користиме надворешната скала, да видиме дали добро го подредивме. Одлично. И аголот ни е точно 55 степени. Значи браво за нас.
55 степени. Дали е јасно? Да. Значи на овој начин се цртаат сите триаголници кога ќе знаете две страни и аголот што тие го прават. Сега ни преостана, имаме уште толку време да решиме уште од едната конструкција, уште едниот цртеж. Значи сега ќе цртаме триаголник. Исто така, јас го избришав ова, погрешка. Ќе цртаме триаголник во кој што ќе знаеме два агли и една страна. Значи, ќе цртаме триаголник, на кој што ја знаеме, еве ќе ви покажам на цртежот додека не сме почнати. Значи, ќе ја знаеме страната АБ и двата агли на неа. Значи, ова е таква конструкција или таково цртање прецизно. Знаете страна, било која, и двата агли што лежат на неа. Значи, еве сега. Што гледате вие сега во моментот? Гледате прозорот? Што? Ништо не гледате? Еве сега ќе гледате. Вака се. Значи сега го снимавме, сега ќе го избришам. Значи последната конструкција. Повели? Пишувате. Сега пишувам, дошто до сега не пишував. Значи, Не гледам. а сега гледаш? Што гледаш сега? Гледам на страничка. Мола? Јас не гледам. Ајде Да, сега гледам ќе го се, прекинам. Сега ќе го прекинам и ќе го споделам уште еднаш. Може е проблем кај... Еве, вака. Сега мислам дека е во ред. Сега последното, што ќе го работиме денес. Ќе треба да нацртаме триаголник ABC. ABC, за кој што знаеме следното. Страната АБ е долга 6,5 cm и два агли. Аголот BAC што е 55 степени и аголот ABC што е 45 степени. Сега овдека, знајќи го на претходното, имаме два агли. Ова е аголот во темето А, а вториот е аголот во темето Б. Дали од ова што го знаеме? Може да каже некој како ќе го добиеме колку е голем аголот во темето С. И пред да почнеме да цртаме. 55 да го соберем со 45. Колку е тоа? Така, значи од 180 ако го одземеме збирот на двата агли, ќе добиеме 180 минус 100, добиваме 80 степени. Значи ова е аголот во темето С. Тоа значи која страна ќе е најдолга? Аглите се, ще еднаш повторувам, 80, 55 и 45. Која страна беше спроти темето С во триаголникот? Еве ќе нацртам. Значи, ако ова е триаголникот ABC, АБ страната е 6,5, таа ни е дадена, аголот БАЦ е 55 и тој ни е даден, и аголот АБЦ 45 степени. Ние го определивме аголот во С, дека е 80 степени. Тоа значи, Наставниче, мола? дали е зачуван претходниот лист што го пишував? Да, се е зачувано. И на видеото го има, ќе го гледате. Дали може сега само една секунда да го вратите на скриншот, нам ми треба за нешто? Ајде одма. Момент само да го вратам назад, треба да го прекинам ова споделување. Одма 2 секунди. Еве го
Запирам да го вратам назад. Опа, не е истото. Грешка моја. Еве го. Само сега да го вратам кај што беше сликата. Еве го претходното. Благодарам. Ништо. Добро е. Ајде сега го прекинуваме ова, го отвораме да го нацртаме последниот триаголник. За денес. Значи, ова треба да го гледате сите. Дали е во ред? Да. Значи, се што е со црна боја ни е дадено. Треба да го нацртаме прецизно. Прво, треба да ја нацртаме отсечката АБ, што е долга 6,5 cm. Значи, обираме линијарот, вие си земате линијар, нема да имате олку проблеми како мене. Цртате отсечка долга 6,5 cm. Ова е отсечката АБ. Значи, внимавајте, кој ќе цртате, секогаш ги означувате. Пишувате колку е незината големина. 6,5 cm. Сега треба да ги нацртате аглите. Сега да не го комплицираме толку многу цртежот, постапуваме на следниот начин. Земаме триаголникот и цртаме отсечка долга 6,5 cm. Значи, еве отсечката 6,5 cm. Ја означуваме истата со А и Б, 6,5 cm. Сега, од цртежот, од скицата, значи ова ни беше скица. Треба да го нацртаме аголот во темето А 55 степени, значи земате агломер, го поставувате средината во А и, бидејќи ќе мериме од Б нагоре, тоа би дошло спротивно од стрелките на часовникот според цртежот, значи гледајте овдека ќе е вака. Ќе одиме од Б спротивно од стрелките на кај С, 55 степени. Дали ни е добро наместен агломерот? Да провериме. Агломерот е одлично наместен. Означуваме 55 степени. Еве 50. Значи 55, тоа ни е тука. Значи сега го криеме агломерот, земаме триаголникот и ќе цртаме отсечка низ тие две точки. Еве, земаме линиерот, цртаме произволна отсечка. Знаеме дека тука го нацртавме аголот од 55 степени. Сега ја повторуваме постапката, но сега цртаме агол 45 степени од Б и ќе се движиме во насока на стрелките во часовникот. Го земаме агломерот, го поставуваме сега во Б, проверуваме, точно е наместено тука. Сега рековме ќе мериме 45. Еве ќе сменаме бојата. 45, значи мериме сега во насока на стрелките на часовникот 45 степени е. Видиме да не сгрешив, да. Малку подолу требаше втората точка. Ајде ќе ги избришиме. Оп. Избришав и линиите. Ајде ќе нацртаме. Уште еднаш. 45 стоат, значи во ред да го скриеме агломерот. Ама ги избришавме отсечките АБ. Бела работа. Ајде ќе се снајдем. Значи отсечката АБ беше долга 6,5. Значи сега ќе биде многу незгодно да го погодиме уште еднаш, ама ќе се видиме. Значи ова е 65 милиметри. А да го извадиме аголот. Значи требаше аголот да биде првин 55. 55 за малку е. Ама ќе го погодиме. 55 е црвената точка. Ајде сега да ја нацртаме.
Тоа рековме црвената точка. Значи, еве го, аголот од 55. Сега требаше уште аголот од 45. Е тука. Беше, еве го, овој дел, значи сината точка. Сега со да го погодиме само. Мислам дека е во ред. Значи, цртаме друга полуправа, аголот е 45 степени, точката каде што се сечат полуправите е всушност темето С на триаголникот и на тој начин го добивме триаголникот. Требаше, пресметате дека аголот горе да биде 80 степени. Ајде сега да го провериме. Овој агол требаше да е 80 степени. Сега ќе земеме агломерот и ќе провериме дали е точно 80 степени. Можно одека да имаме малку проблем, ама мислам дека е во ред, тоа што не е баш точно на средина нацртано, ама добро се гледа, точно е 80 степени. Еве линијата долу, аголот е 80 степени. Е сега, што мислите од овие и завршуваме? Што мислите, кој од овие две други страни е помала? АЦ или БЦ и зошто? Дечки, која страна е помала? АЦ или БЦ? Да, АЦ отсечката е помала затоа што е спроти помал агол. Ајде да видиме колку е долга. Што мислите вие, колку треба да е долга, отприлика? Бидејќи најдолгата е 6,5, а аголот е 30 степени, разлика. 4,5. Па, нешто поиќе од 4,5. Значи, отсечката е 46 милиметри, значи 4,6. Тогаш отсечката БЦ ќе е поголема. Колку треба да е таа? 5 см. 5? Ајде да видиме се. Мериме сега обратно, наназад. 5,3. 1, 2, 3, 4, 5,3, точно, 5,3. Значи 5,3 сантиметри. Значи овој триаголник каков е? Разностран според страните, а според аглите? Остроаголен. Браво, дечки. Значи ова не беше последниот цртеж за денес. Е сега, уште имаме да ви дадам уште една задача да се обидите да ја нацртате и со тоа завршуваме за денес. Се што беше планирано реализиравме. Само да ја наместам кај што треба. Ќе ви го пуштам. Видите? Значи еве сега ќе ви го споделам документот и завршуваме. 1 сат и 1 минута. 1 сат и 1 минута. Не верувам. 4 сега и 55. Значи, може ти си 1 сат тука, ама часот и почна во 4 и 3 минути. Значи 50 и некоја минута. Значи, покажува 1 сат и 10 минути. да, зависи од кога си се приклучила, тоа покажува. Значи вака се. Овие реков уште еднаш ќе ги имате. Ево од наредниве 4 триаголници, повторно прецртајте еден. Изберете кој сакате вие. Еве од овие 4 што сега ги прикажувам. Изберете си кој сакате еден, направете скриншот или било како и обидете се да го нацртате. И со тоа завршуваме за денес, се гледаме утре.
Дај се слушам. До гледање. До гледање. До гледање.